Добре, криптоентузијасти. Денес ќе имаме видео за вести. Има доста битни работи кои што сакам да ги поминам со вас околу вестите, како во криптосветот, така и во традиционалните финансии поврзани со криптосветот. Со тоа што прво ќе започнеме со едно од најбитните, а тоа е дека официјалниот датум по кој што влегува на сила ISO 20022 е 20 март, односно тоа е во текот на утрешниот ден. Повторно, дали ќе добиеме директна примена и изголемување на маркет капот на овие коини кои што ние ги купивме од ISO 20022, не можам да бидам сигурен, но ќе напоменам уште еднаш она што кажав на самиот почеток, дека нема да си дозволам да пропуштам потенцијален добар профит од ваквите проекти поради централизација или поради, не знам, сомневање од моја страна. Значи, не гледам причина зашто не би верувал дека има значи дека се тоа што го носи ISO 20022 ќе биде позитивно за крипто секторот, вклучувајќи и овие проекти, па затоа и понатаму продолжуваме со, да речем, довербата во истиот, со тоа што, значи, ова е статија во која што детално се разговара за тоа, нели, каква е ситуацијата и што е ISO 20022. Би напоменал да сите оние кои што не знаат, значи може да погледнат, имаме повеќе видеа за ISO 20022, само треба да го запишат оваа кратенка во нашиот канал и ќе може да најдат се околу тоа што сме работеле, многу детално објаснето. Кратко кажано, ова представува нов систем кој што треба да го замени SWIFT, кој што дополнително носи за нас, она што е битно, носи начин на кој што криптовалутите може да бидат легализирани и не толку легализирани, колку инфраструктура со која што ќе може да бидат препознавани и користени од страна на централизираните финансиски институции. Така да, тоа е многу битно за нас. Ќе напоменеме дека моментално од она што е објаснето во самиот артикал, значи официјално од 20 март, од утрешниот ден, значи ќе се применува веќе официјално ISO 20022, со тоа што жално е што нема да може директно да биде применет во целосно, нели знаете и сами намена, затоа што истиот мора да биде до ноември 2025 година конечно целосно интегриран во сите банки, со тоа што ако се сеќавате веќе еднаш беше, значи тоа го кажавме кога беше ноември 2022 година, дека е преместен за овој месец, официјално утре е денот кога истиот стартува, со тоа што веќе 25% од оние, значи зборуваме за институциите, за финансиските институции, кажуваат дека веруваат дека ќе бидат целосно спремни и дека ќе успеат да го интегрираат целиот овој систем до 2025 година до ноември, додека за жал корпорацијските, да речем, играчи на централните финансии веруваат само 3% од нив дека банките ќе успеат целосно да го интегрираат до ноември 2025 година. Нас тоа не ни меѓа многу, уште еднаш ќе напоменам, нив тоа им е битно затоа што целосно ги менува начинот на кој што ќе работат во иднина и начинот на кој што треба да ги испраќаат помеѓу себе пораките за комуникација во однос на начинот на кој што се испраќаат финансиски средства. Тоа нас не е битно, како што кажав, само од аспект на крипто секторот, каде што во новиот практично меседжинг систем MX формат ќе бидат вклучени и криптовалутите и CBDC, кои што понатаму, ако веќе се вклучени и ги исполнуваат овие стандарди, ќе бидат практично легални, односно ќе бидат легално постоечки за сите финансиски институции кои што ќе може исто така да ги поседуваат. Така да тоа е оно што нас не е битно, останува да видиме како тоа ќе се одвива. Битно е дека утре е официјалниот ден кога се тоа стартува. Сега. Ова е еден интересен артикл, сакам да го споделам со вас. Значи, предходен CTO на Coinbase по име Balaji Srinath, нема врска, некој од Индија, моментално се клади со еден од представниците на Демократската партија во Америка, Джеймс Медлок, кој што вели дека Америка нема да влезе во хиперинфлација и буквално, значи ова јавно го пишува, дека спремен е да даде $1 милион, дека Америка нема да влезе во хиперинфлација во следниот период. Додека на ова добива одговор од CTO, претходниот CTO на Coinbase Balaji, кој вели да се кладиме, нели, еден биткоин наспроти 1 милион, дека во наредните 90 дена биткоин ќе стигне до 1 милион. Така да кладбата практично моментално на вистина се одвива ова како разговор, дека ќе има таква кладба, со тоа што првото лице, како што рековме, овој CTO, што е, нели, Chief Technological Officer на Coinbase предходен,
верува дека во следните 90 дена биткоин ќе дојде до 1 милион долари, додека обратно, нели, овој верува дека нема да има хиперинфлација. У превод јас мислам дека ова, значи, нели, нормално зошто се тоа се случува, значи овој Балажи верува дека хиперинфлацијата нормално ќе го доведе биткоин до 1 милион долари. И нормално е да биде тоа така едноставно и лесно, затоа што ако се случи хиперинфлација, вредноста на доларот ќе падне толку многу што се што се мери во доларот нормално ќе скокне во негова вредност. Така да поради ова, ако навистина се случи хиперинфлација, ова е нешто што е многу очекувано, но да бидеме реални, не верувам дека тоа ќе си го дозволи Америка со оглед на фактот дека доларот е едно од главните оружја со кое што го, да речеме некој начин, се уште пробува да го контролира светот. Како и да е, интересно е, значи оваа клапа ќе заврши на 17 јуни, останува да видиме кој ќе биде во право, со тоа што двајцата се договараат ова да биде испратено или на смарт контракт, или пак да биде испратено на трето лице, некој од овие споксмени за крипто секторот, кои што на крајот ќе, нели, ги дадат овие средства на оној кој што победил, останува да видиме. Како и да е, интересен артикл. Сега да се вратиме на сериозните делови. Значи, за жал, иако стварно се обидов да биде претежно крипто овие вести, значи едноставно не можеме да не гледаме што се случува во светот, што би било многу погрешно, а моментално навистина се случуваат некои битни работи за кои што сакам да ви кажам. Првата е ова анализа која што доаѓа од соодветни економски финансиски аналитичари, кои што велат дека по структурата на SVB постојат повеќе од 186 банки во Америка кои што се спремни на истиот тој начин да колабираат доколку се случи слична ситуација врз нив. Оно што веќе го разговаравме, значи буквално ако се сеќавате вчерашното видео, јас тоа ви го објаснив. Структурата на банките е иста. Финансирањето во ваков тип на државни обврзници е исто, што значи дека сите овие банки се во ист дол како и SVB. Значи само мал страф и било која од овие банки да дојде до бенкран, автоматски ќе се случи истото сценарио како SVB. Така да ова што моментално економски нели аналитичари го кажуваат, ние веќе го спомнавме од текот на вчерашниот дел, значи буквално тоа е тоа. Навистина може да се случи многу едноставно, со тоа што, како што кажа и сами, ваков тип на каскадно дејство ќе предизвика уште поголема криза во Америка. Со тоа што проблемот во оваа ситуација не се оние кои што имаат осигурани и мали пари. Проблем се оние кои што имаат неосигурани пари, кои што кажуваат и сами. Односно, оние кои што имаат поголеми депозити од $250,000, границата до која што FDIC вас ви ги враќа парите како осигурен влог. Веќе разговаравме, тоа е истата ситуација како во Македонија, кога пропадна Евростандард банка, каде што до $30,000 вас ви се осигурани парите и ќе ви бидат вратени. Но се над $30,000 во оваа ситуација во Америка $250,000, вие автоматски нема кој да ви го врати. Така да тоа е оно што постојано кажуваат. Главниот страф доаѓа од ваков тип на клиенти кои што имаат многу пари и кои што не сакаат да ги изгубат истите доколку се случи бенкран и да речеме за 2 милиона вие да добиете само 250,000 назад. Така. Поради ваква причина ќе се случи ова каскадно паѓање на банки кое што се очекува да продолжи и понатаму во Америка. Сега останува да видиме дали тоа ќе се случи, но да не забораваме дека не е само Америка, ова се случува насекаде низ светот. Сега, ова каскадно пропаѓање на банките е само нивна вина, односно ова е начинот на кој што банките функционираат, ова не е ништо ново и секое нивно пропаѓање е буквално очекувано, сите знаеме дека ќе се случи во било кој момент, прашање на време е само кога ќе има доволно луѓе кои ќе престанат да веруваат во нив за ова да се повтори. Така да поради оваа причина, уште еднаш ќе напоменам, крипто секторот нема никаква врска со пропаѓањето на банкарскиот сектор, посебно со најголемата банка SVB, која што по нејзиното пропаѓање направи каскадно дејство за останати банки да ја следат. Сега, поврзано со ова што разговараме. Знаете сами дека веднаш после SVB, Silicon Valley Bank банката, беше затворена и Signature банката. Односно, од луѓето кои што ја поседуваат, значи е кажано дека значи ова е како и да е. Овдека ќе навлеземе малку подосна. Идејата е дека самите оние кои што ја поседуваат, компанијата која што стои позади Signature Bank, кажува дека ова е буквално за да се направи на некој начин изјава, антикрипто изјава со која што треба да се уплашат сите останати банки кои што имаат било какво поврзано со крипто. Зошто го велам ова?
Значи, моментално, овде се кажува дека не е тоа така, значи, нели, сега се обидуваат да прикријат дека наводно затварањето на Signature било поврзано само поради страф од повлекување на депозити, што нема врска. Затоа што Signature Bank беше затворена во неделата. Во неделата немате повлекување на средства. Така да тоа е буквално лага. Значи нема никаков страф од повлекување на депозити, затоа што ако беше така, тогаш требаше многу други банки да бидат затворени, затоа што нели на сите им се заканува истиот страф, така. Сега, значи тоа е очигледно лага, затоа што за разлика од SVB, која беше затворена во петокот претходната недела, Signature е затворена во неделата, кога истата не работеше. Сега, да покажеме зошто е тоа лага и да покажеме зошто е битно за криптосекторот. Значи моментално одредена личност која што се нарекува Том Емер, кој што е еден од најголемите нели, он е сенатор во House of Representatives, во практично горниот дом во Сенатот, кој што моментално го повикал канцеларот на FDIC, односно тоа е корпорацијата која што е задолжена за враќање на депозитите до осигураната вредност од $250,000, каде што истиот буквално кажува, значи зборуваме Том Емер, еден од сенаторите, дека ова е направено со цел да се како да кажем, да се искористи како оружје ваквиот колапс на банките против криптосекторот. Значи ќе ви го покажам и зошто тоа се случува само нели во следните неколку минути, но прво мораме да објасниме како тоа го прават. Значи, со притисок директно прво врз Silvergate Bank, која што беше најголемиот поддржуваш на крипто компаниите, истата беше приморана да затвори со работа затоа што има преголем притисок од страна на институциите кои што не може нормално јавно да го изјави, така. Истата ситуација се случува и со Signature Bank, каде што дури и собственикот на Signature Bank самиот кажува дека моментално ова што се случува е направено само со цел да се даде против изјава против криптосекторот во превод. Пазите што правите ако сте банка и сакате да соработувате со криптосекторот. Автоматски се сечат сите врски помеѓу крипто и традиционалните финансии со лага дека поврзувањето со криптосекторот ќе ве доведе до степен да колабирате. Значи нема никаква врска. Сите грешки на овие банки се директно поврзани само со Фед и нивното преголемо моментално затегнување на економијата. И ово што моментално се случува, кој што го објасниме во текот на вчерашното видео, ако не сте го погледнале, погледнете го. Значи вчерашното видео детално ви покажавме дека Федералната резерва директно е причината поради пропаѓањето на SVB, како и ова затварање на Silvergate, кој што нема никаква врска. Значи сега ќе ви покажам одма зошто нема никаква врска. Значи во моментално пропаднати се 3 банки во претходниве, да речем, 2 недели. Првата сама одлучи, тоа е Silvergate, поради притисок од институциите, на сите ни е познато дека е тоа така. Втората е SVB, која што не беше на никој начин поврзано со крипто, дури обратно. Криптосекторот уствари за малку ќе изгубеше многу со DPEG на Circle, односно USDC, кој што изгуби скоро $3,3 билиони затворени во SVB, што ги врати нормално откако владата одлучи да ги врати сите овие пари нели на оние кои што имаат инвестирано во SVB, и третата која што е затворена во текот на неделата со фиктивна, односно лажна изјава дека наводно имаат страф од масовно повлекување на депозитите во понеделникот. Еве вака се. Ова е Signature Bank и незината вредност на акции во текот на претходниот месец и до незиното затварање на 10 март. Ова е акцијата на First Republic Bank, односно една од најпогодените банки во текот на оваа недела, која што се уште не е затворена. Не само што не е затворена, туку доби и бейлаут од поголемите банки од $30 билиона. Да распоредиме. Signature Bank на почетокот на оваа недела има, значи на почетокот на март, така, почетокот на практично моментот кога се случуваше сето ова пред една недела. Нивните акции вредат $113,7. Пред затварање истите се на вредност со 70. Тоа значи дека изгубиле само 40% од својата вредност, може да видите и овде, така. Додека за разлика од тоа, First Republic Bank губи 81,25% од своите вредноста на своите акции и наместо да биде затворена поради ваков ризик, поради нели прво ризик на преголем шорт на акциите, а второ ризик за преголемо црпење на депозити, наместо да биде затворена истата добива бейлаут од $30 билиона.
Гледате ли која лага моментално вие кажуваат? Значи, очигледно е дека оваа банка е затворена само заради тоа што е последната банка која што е криптофрендли. Очигледно, нема друга причина. Значи, не може да ми кажете вие со 40% пропаѓање на акциите е исто со 81% пропаѓање на акциите. Така? И ова не е затворена, а ова е затварате во неработен ден. Еве зашто се случува тоа. Федералната резерва моментално има спремно своја услуга која што се нарекува FedNow, која што официјално е 15 март. Значи, пазете во моментот кога се затвараат сите овие банки, Федералната резерва излегува и најавува дека во текот на јули конечно ќе биде лансирана FedNow. Услугата која што треба да им даде на сите, значи на сите сегменти, физички, правни лица и институции, да можат да имаат банкарски услуги 24/7. Сега, каде е тука проблем? Значи, не може да си дозволи Федералната резерва да има компетитори, да има конкуренција во криптосекторот кој што го нуди истото, постојано, за многу помала фи, во многу побрз временски период. Сега, што може да направите? Едноставно е. Прво, треба да ги нападнете сите криптофрендли банки со цел криптосекторот да нема поддршка во Америка, за вие во јули да испаднете спасителот кој што ќе го донесе ова и ќе го даде на граѓаните и на институциите и корпорациите и компаниите со цел еве не ви е потребно крипто, тоа може да го направи за вас и Федералната резерва, односно тоа е Централната банка на Америка. Што својствено е замена за CBDC. Ово што моментално гледате во јули е замена за CBDC. Ги има сите карактеристики на CBDC. Разликата е во тоа што само нема да биде директно со дигитална валута, туку ќе биде целосно регулирано од страна на Централната банка, сите трансакции ќе бидат воспоставени од страна на Централната банка, што значи дека Централната банка во Америка има целосна контрола на економскиот систем во Америка преку оваа FedNow услуга. Значи, уште еднаш ќе напоменам, ова е причината зашто се затвори Signature Bank, ова е причината зашто постои Chokepoint 2.0. Федералната резерва не сака крипто да и биде ниту во еден момент конкуренција. Ако го елиминира и го отстрани од американската територија, многу поедноставно ова ќе биде спроведено. Значи, слушајте ми го зборот, ќе видите ќе дојде момент кога ќе се случи ова во јули и до тогаш многу работи ќе бидат јасни. Се уште е рано, но ова е главната причина. Истражував, не можев да најдам ниту една друга причина зашто толку многу наеднаш сега им текна да направат кракдаун на крипто, а од друга страна да не забораваме нивната неспособност и пропаста на банкарскиот систем кој што знаеме дека е длабоко корумпиран и ако тоа го прави обична личност ке заглави у затвор, ако тоа го прави банка, тоа е нормална работа. Значи, тоа се обидуваат да го прикријат како проблем кој што потекнува од криптосферата, а криптосферата нема никаква поврзаност со ова што моментално се случува. Имајте го тоа во предвид, ова е главниот проблем. Ова е практично почетокот, да речеме, на CBDC во Америка, кој што моментално се им го спремаат за јули 2023 година, за само неколку месеци. Сега, следна битна работа која што мораме да спомнеме за криптосекторот е МИКА во Европската унија, кој што беше усогласен како закон, регулативата е донесена, затоа и ви реков дека е изгласана, затоа што тоа се министрите кои што изгласаа на министерско ниво дека тоа ќе биде законот како предлог. Сега проблемот е што значи јас очекував дека тоа сега е завршен, сега најдов конечно нови вести кои што велат дека моментално истиот се преведува на 24 различни јазици со оглед на фактот дека треба да биде ратификуван во сите држави и истиот треба финално да се гласа во Европскиот парламент во април. Сега, каде е тука проблемот? Знаете и сами дека Европскиот парламент скоро и да нема никаква важност. Значи, не го омаловажувам, тоа е реалноста. Европскиот парламент е за дебатирање. Во Европската унија имаат два, да речем, главни органи кои што одлучуваат за се. Тоа е совет на министри, каде што министри од соодветни ограноци, дали тоа е економија, финанси, не знам, земјоделие, се состануваат со цел да донесуваат одлуки на Европската унија и нивниот совет. Значи, советот тој што најчесто не е законодавно тело, тој е на некој начин оној кој што делува со сите институции на Европската унија, додека советот на министри е оној кој што директно се занимава со ваквото усогласување и произведување на нова регулатива. Така да, моментално, во април конечно ќе знаеме дали истиот ќе биде реализиран. Проблемот е што во текот на претходната година, кога сето ова се правеше, немаше толку многу голема паника во криптосекторот. Сега моментално се обидуваат сегде да ја спроднат оваа паника со цел да го запрат
да ја запрат адаптацијата на крипто секторот. Од тука многу пати ме прашуваат луѓе кога разговараме. Јас им кажувам вака. Значи, оној bull market кој што ќе фати целосна адаптација, односно оној момент кога конечно светот ќе адаптира крипто масовно, тој ќе биде најдобриот bull market кој што некогаш сме го виделе и некогаш ќе го видиме во целата крипто индустрија. Значи, тоа ќе биде тој bull market кој што не смеете да го пропуштите. Дали ќе биде сега, или ќе биде следниот, или ќе биде по два, останува да видиме со оглед на фактот дека на крајот од денот големи луѓе одлучуваат дали ова ќе биде прифатено или не. Тоа не го менува фактот дека крипто не може да биде уништено, не може да биде банирано. Само сакам да ви напоменам дека од овакви големи круцијални одлуки доаѓаме или побрзо или побавно до глобална адаптација на крипто секторот. Сега го доаѓаме, со која брзина останува да видиме кога ќе се донесат ваков тип на одлуки. Така да во април останува да видиме дали конечно ова ќе биде целосно согласено и пратено да биде ратификувано кај домашните парламенти, што јас мислев дека веќе е направено, но очигледно сега моментално повторно, значи еве и овдека дури се објаснува дека задржувањето кое што досега моментално се случува е само поради тоа што не е преведено на други јазици, односно ако го прочитате овој пасос ќе видите дека требаше истото да биде завршено на крајот на 2022 година, очигледно е продолжено до април 2023 година, така да ова е уште една работа која што мораме да следиме, како и да е. Она што јас го гледам моментално е дека Европската унија гледа шансата која што моментално ја пропушта Америка, со тоа што се што моментално постои таму како бизнис, како следна пријателска, да речам, средина најблиску до Америка, би било оптимално подрачје каде што ќе се преселат сите овие проекти и целиот овој капитал од криптосферата, доколку Америка продолжи понатаму да биде идиот и да прави ваков тип на моронштина, да речем, со оглед на фактот дека наместо да направат регулатива, они буквално го оставаат тоа без регулатива како дивиот запад. Значи, се жалат на криптосекторот, а не сакаат да направат регулатива со кој што ќе го легализираат соодветно. Тоа е, како да кажам, морони. Како и да е. Проблемот е што и овдека постојат вакви фацки, како Чичково, кои што го поистоветуваат криптосекторот со дрога. Значи, не знам што да кажам. Дечкото пред само неколку дена излегува со свој говор на Европскиот парламент, каде што кажува дека доколку дрогата е забранета, треба да биде забранет и криптосекторот. Истото што го кажува и овој морон, дека поради него Silicon Valley Bank и Silvergate Bank пропаднале. Никаква врска нема. Значи, директно поврзано со самите rate hikes кои што Федералната резерва ги прави и со неправилното работење на банките, кои што на сите знаеме како функционира и зошто е сето тоа моментално направено за да се пере толку голема пара и на крајот кога сето ова ќе пропадне, мораме да најдеме кој е крив, не е крив банкарскиот сектор. И истото го поврзува и со Credit Suisse, кој што нема никаква врска со криптосекторот. Како може да го поврзеш криптосекторот и пропаѓањето на Credit Suisse со, значи не знам што да кажам, не знам. Значи сега пропаѓањето на една банка која што не знае соодветно да работи со своите средства, која што на крајот од денот добива 53 билиона од Швајцарската централна банка за да биде спасена, нема никаква врска со криптосекторот. Но нормално се тоа мора да биде драматизирано со цел кој е крив, некој мора да биде крив. Нормално кој не може да се брани во оваа ситуација е криптосекторот, затоа што криптосекторот се уште нема соодветни институции, се уште нема големи играчи кои што ќе може да застанат и да го одбранат. Така да во оваа ситуација очекувано е вакви неписмени луѓе кои што не знаат ништо околу криптосекторот очигледно да излегуваат и да се обидуваат да ги оспорат ваквите битни документи кои што треба да донесат масовна дотација на цела Европска унија. Така да уште еднаш ќе напоменам, значи овие луѓе нешто виделе, нешто слушнале и едноставно препоставувам се платени од некој за ова да го зборуваат со цел да вршат и понатамошно фат на пазарот. Сега интересно, уште еднаш ќе напоменам, како што кажува овој артикал на самиот Cointelegraph, значи заканите на криптосекторот никогаш не биле поголеми, но масовната адаптација е неизбежна. Уште еднаш ќе напоменам, масовната адаптација е неизбежна. Уште еднаш, зошто е тоа така, јас уште еднаш ќе напоменам. Ако може Кина да го банира крипто 3 пати поред на секој bull market и секој bull market да добиеме и нови all-time high-ови и урнебесни цени и чуда, ништо нема да се случи ако Европска унија го банира. Ако мене ме прашувате, ајде нека помине и тоа и да поминеме преку целата оваа ситуација. Како и да е. Во овој артикал многу пати се спомиња некои битни работи како што е Ethereum Shanghai апгрейдот, кој што моментално треба конечно да го премине
Ethereum од POW до POS. Значи ќе разговарам малку повеќе за него, имам вест кој што сакам да споделам со вас, но тоа е еден од главните настани кој што моментално ќе помогне во забрзувањето на следниот bull market. Плаќањето на она што е заглавено во Mt. Gox, знаете и сами, повторно беше одложено за април, крајниот период, а понатаму во текот на оваа година и конечното исплаќање. Порано или подоцна и тоа ќе дојде. Дали ќе добиеме дамп или не, останува да видиме, треба да бидеме спремни кога истото ќе се случи, за да си, барем ја мислам, да си докупиме, барем ние како тим, останува на вас, нели што сакате. И еве го тој момент што до сега го разговаравме, значи глобалната макроекономија има проблем за тоа што гледа дека крипто доаѓа и оние, значи знаете како секогаш ќе има две страни. Едната страна, за жал, е онаа која што кочи и која што ќе се обидува се што може да направи со цел да го ослаби, да го оспори и да го забави напредокот на криптосекторот, кој што не може да биде запрен, може да биде забавен. Додека другата страна, како што може видите и сами, како например да ги земеме Visa и Mastercard, кои што едноставно гледаат кои се погодностите на криптосекторот и се обидуваат тоа да го искористат во сопствена корист, односно да се прилагодат за да не морат да умрат. Значи тоа е едноставно, уште еднаш секогаш ќе кажувам Nokia како еден од најголемите примери во светот. Кога сите развиваа значи системи како Android или како и да беше овој на Apple, значи они одлучија да земат од Microsoft софтвер кој што требаше да биде така речено Windows за телефон, што очигледно немаше корисност. И они понатаму продолжиле со ваквиот софтвер се додека истите не беа избришани и буквално заостанаа позади, а знаеме дека Nokia беше најголемата глобална компанија која што произведувала мобилни телефони. Оние кои се постари како мене знаат точно за што зборувам. Nokia престана да постои на пазарот поради погрешен чекор. Истата ситуација ќе се случи и со централните и со овие, да речем, големи корпорацијски банки кои што едноставно нема да прифатат дека сакале или не, крипто е следниот чекор. Макар и во приватна верзија, како што е CBDC, крипто и блокчейн технологијата е следниот чекор во развојот на светот, не само во финансиите, туку глобално и генерално, така да останува на нив да одлучат дали ќе го забавуваат овој сектор, се додека не исчезнат, или пак ќе се приклучат на време. И нормално гледаме дека имаме некои интересни работи во однос тоа што се случува моментално, но тоа се главните работи на кои што треба да обрнеме внимание. Сега, откако разговаравме за банкарскиот сектор и како моментално се обидуваат да го засерат повторно целиот криптосектор, би сака да напоменаме на интересна работа која што нели е пред само 2 дена, вели Биткоин 10 години работи 24/7. Има само многу мал дел на даунтайм кој што е својствено 0,01 нешто така. Зошто е тоа така? Значи имаме само мал пат кој што се случил во 2010 година и во 2013 година, кој што заедно не е ни, не знам, 10 часа. Со тоа што од 3650 денови, гледајте, значи имате цели години во кои што 100% без ниту една секунда да престане да работи блокчейн. Така да, ова е она што постојано го кажуваме. Биткоин работи кога банките спијат, биткоин работи кога банките пропаѓаат, биткоин работи кога банките се на викенд. Значи биткоин никогаш не престанал да работи. Затоа биткоин како таков представува и днината која што банките може само да ја сонуваат и им останува или да се приклучат или да ги нема. Интересна работа е ова, забележете го затоа што уште еднаш. Ова е како изгледа успешен проект. Значи ова, 10 години нема даунтайм. Значи не постои пак ќе кажам, проект кој што има вака импресивна, на некој начин, вакво импресивно CV, да бидеме реални. Сега, Microsoft е исто така едни од оние кои што се против крипто, да бидеме реални, затоа што, знаете како, не може да бидете за крипто кога не го поседуете. Ако го поседуете, нормално ќе бидете про. Во оваа ситуација не се про, но во исто време развиваат крипто новчаник, кој што ќе биде компатибилен со Edge, односно претходниот Microsoft Explorer, кој што никој не го користеше, сега се вика Edge, конечно направија софтвер, односно браузер кој што може да го користиме, со тоа што според целиот артикул кој што моментално го прочитав, значи Microsoft моментално е во соработка со Consensus, уште една од тие омилените компании на ВЕФ, каде што се развива моментално многу сличен новчаник на MetaMask, кој што треба да биде компатибилен на Edge, односно на Microsoft Explorer новата верзија, со тоа што моментално се уште е во тест фаза
значи ќе биде non-custodial, тоа е многу битно, значи ќе биде нели директно како MetaMask, целосна контрола имате вие како корисник, кој што треба на некој начин да му даде на Microsoft и на нели оперативниот систем на Windows да има свој начин на кој што може значи native, односно со своите програми да држите криптосредства, криптокапитал. Сега, зошто е ова многу битно? Затоа што на некој начин овие големи компании не признаваат се додека не се спремни да признаат дека криптото е тука или дека ќе работат со крипто. Истата ситуација е овдека. Односно, они не сакаат да признаат дека крипто е иднината, ама во секое време се спремаат да не случајно крипто испадне да биде иднината. Па така и овдека имате новчаник кој што е моментално на тест фаза со значи поголемиот дел нели од оние кои што работат моментално во Microsoft, претпоставувам си имаат соодветни нели лица за тоа, програмери кои што моментално се обидуваат да го усовршат. А зошто го прават сега тоа? Еве пак да земеме да забележиме, значи се наоѓаме една година пред следниот bull market. Дали вие би сакале уште еден bull market да пропуштите или не, останува на вас. Bull marketот ќе се случи, значи вие може или да се прилагодите и да си направите соодветни наречам апдејти на софтверот како што тоа го прави Microsoft и да бидете дел од следниот bull market, односно луѓето да имаат на некој начин корисност и од вашиот софтвер кога станува збор за следниот bull market, или да бидете оставени позади, затоа што пак ќе кажам, ќе си најдете они новчаник на кој што ќе може да ги префрлат валутите, не мора тоа да биде на Microsoft. Само Microsoft може да искористи нешто од самиот bull market доколку има ваква опција. Многу битна работа, BlackRock, како и секогаш, значи, знаете, уште еднаш ќе кажам, не постои срање во светот во кое што BlackRock не е вклучен на еден или друг начин, па истата ситуација и овде, значи ова е многу битен дел. Токенизација на хартии од вредност. Ако сте гледале, значи Larry Fink е уствари CEO, односно нели главниот офицер фактички, оној кој што води целата компанија BlackRock. Значи он тоа го кажа на интервју уште пред половина година, каде што кажа дека блокчейн технологијата е перфектен начин за токенизација на хартии од вредност. Многу битен момент. Зошто го велам ова? Он е еден од првите кои што постојано кажува дека NFTs ќе бидат директно искористени за држење на хартии од вредност. Односно, наместо тоа да биде она стара папирологија во која што вие фактички треба да присуствувате на собрание на акционери, па да купите, па тоа да биде архивирано, заведено во нели соодветна комора на хартии од вредност, како што е тоа кај нас дома, секоја држава си има своја процедура. Овдека ќе имате целосно токенизирање NFT, значи секоја акција која што одредена компанија сака да ја даде, ќе биде претворена во NFT, ќе имате соодветен број нови NFT и секој од овие NFT ќе има, нели, уникатна акција, уникатна хартија од вредност, која што ќе може да ја купите. Така да многу лесно може да ја продадете, многу лесно може да ја замените. Тоа е идејата на токенизација на хартија од вредност, која што моментално се залага BlackRock. Друга битна работа од оваа статија која што сакам да ви ја напоменам е тоа што и BlackRock самиот по себе кажува дека моментално пазарите кои што се во развој, како што е Индија, Бразил, Африка и слично, се многу понапредни во однос на користење на блокчейн технологијата, како што кажува и самиот BlackRock. Проблемот е што Обединетите американски држави заостануваат позади, не заради тоа што заостануваат толку позади, повеќе има за тоа што заостануваат позади затоа што имате многу поскапи трансакции, имате многу понестабилни трансакции, имате многу подолги трансакции. А во исто време, овие држави кои што немаат многу да изгубат, не има проблем да го адаптираат оваа технологија, така да BlackRock очигледно има проблем со тоа и му смета тоа што моментално Америка заостанува позади, што е многу битно затоа што уште еднаш ќе напоменам, BlackRock е она корумпирано вистинско лице на Америка, која што нема да си дозволи, затоа ви велувам постојано. Значи, остајте вие моментално што прави Федералната резерва. Ваквиот корпоративен дух на Америка е тој што нема да дозволи да се пропушти профит. Така да, вие ако го избркате крипто пазарот од Америка, тоа значи дека крипто нема да донесе профит на ваквите корумпирани фаци во Америка, кои што се заинтересирани за овој профит, а ако вие го избркате да отиде во Европа, нормално тој профит во многу помала мера ќе дојде кај нив во американските држави. Така да, во оваа ситуација, затоа постојано напоменувам дека јас верувам дека ова се тие играчи кои што нема да дозволат да се случи таков, да речем, преселување на капитал и проекти од Америка на кај Европа или било каде на друго место. Останува да видиме, но ова
токенизација на на хартија од вредност, како и оваа ситуација каде што кажуваат дека моментално Америка е позади со оваквата иновација и со адаптација на крипто, се причините како и да не забораваме дека пред само неколку месеци BlackRock го стави биткоин на своето портфолио. До сега не се случило, очигледно BlackRock сигурно држал на некој од оние 13 компании надолу кои што ги поседува, но моментално верувам дека ваквото официјално ставање на биткоин на нивниот балансшит, на нивното портфолио, е уствари моментот каде што конечно BlackRock сака да го признае на некој начин криптосектора преку ваков потек. Следна битна работа. Имаме да разговараме околу апдейтот на Ethereum, што се случува. Прва и најбитна работа Ultrasound Money, како и секогаш, само сакам да ви покажам дека она што ви кажав моментално се случува. Може да погледнете дека моментално конечно Ethereum влезе, каде што ви кажав, во дефлација. Односно, моментално се гори многу повеќе отколку што се произведува на годишно ниво, иако во моментов тоа е малку поназад, затоа што може да видиме дека на денешно, ќе ставиме на 30 дена да видиме како тоа изгледа. Само се обидам да го сменам и овде, не затоа што не ми дозволува. И идејата е дека дека ова е на година. Добро, се извинувам само. Мислам дека е вака опред. Не сум сигурен, но ќе видим. Како и да е. Оприлика 1%, значи, гледате, според моменталните статистики, оприлика ќе добие дефлација од 1%, значи, за разлика од останатите вредности кои што моментално имаат инфлација, како и сите ваши платежни средства, значи знаете и сами дека еврото моментално има двоцифрена инфлација. Доларот, кој што следи моментално, има 6%, а стигна до 9%, така. За разлика од тоа, Ethereum има негативна инфлација, односно така речена дефлација, каде што повеќе се гори отколку што се произведува на годишно ниво Ethereum. Со тоа што ако го споредиме ова со POW, како би изгледало доколку Ethereum никогаш не ја сменеше својата технологија, моментално ќе имаше 3,42% во плюс, односно ќе имаше многу повеќе Ethereum. Значи гледате, 2 милиона нови Ethereum ќе имаше моментално на пазарот, доколку и понатаму останеше да биде POW. Со тоа што ако споредиме моментално, значи гледате, биткоин моментално има инфлација од 1,7, која што ќе се намали на 0,8, оприлика 0,85 во моментот кога ќе имаме халв. Така. За разлика од тоа, Ethereum е веќе во дефлација. Моментално од почетокот на ваквиот апдейт за Burn и промената во POS сме на минус 0,1, односно ми имаме дефлација од минус 0,1%. Така да, во оваа ситуација тоа е многу битен момент за Ethereum и ова е начинот на кој што ви кажав дека на годишно вие дури и да не добиете профит од циркулацијата на цената на Ethereum нагоре и надолу, ќе добиете профит за тоа што се помалку и помалку Ethereum има на пазарот, затоа што повеќе се гори отколку што се произведува на годишно ниво. Следна битна работа за која што ќе разговараме е конечно имаме датум на кој што ќе настапи на сила Шангај апгрейдот, а тоа е 12 април. Односно, знаете и сами, постојат 3 тестнета кои што треба да бидат поминати пред конечно да имаме целосна интеграција на еден апгрейд на Ethereum, со тоа што последниот е Капела или Шапела, како сакате да речете го. Моментално го ерли тестот, успешно беше на 14 март интегриран во секторот, значи интегриран на сите нодови на целиот екосистем на Ethereum, со тоа што со мало задоснување, значи немало никакви проблеми, немало никакви, да речем, негативни последици од ваквиот коерли тест, односно интегрирање на вториот од трите тестнијата на Ethereum, со тоа што последниот точно се знае, значи дури имате време кога треба да биде и кој број на блок, значи 12 април официјално. Зошто е ова битно? До сега се уште се рачуна дека Ethereum е POW, односно Proof of Work. Зошто е тоа така? Затоа што не може да направите unstake. Моментот кога конечно Шангај ќе биде целосно интегриран и луѓето ќе имаат право да направат unstake, официјално ќе биде завршено она процедура на merge, која што започна во 2020 година и официјално ќе имате конечно интегрирање на Ethereum во POS. Сега дури почнуваат главните и големи апгрейди на Ethereum, како што е самиот Dunk Sharding, кој што треба да биде реализиран негде покасно оваа година, иако верувам дека тоа ќе биде одложено, како и да е. Ова е една од главните работи кои што оваа година ќе на некој начин символизираат, затоа што ова е финализирањето на мржот. Но, нормално секогаш има но, Жабоков
чека ова да се случи, затоа што се уште Ethereum се рачуна како POW. И истиот пред само неколку дена повторно го кажа истото, дека верува дека сите POS блокчейн технологии, односно блокчейн проекти, се рачунаат како хартија од вредност. Очигледно, ова е само уште една најава во низата најави дека Жабоков се спрема да тргне против Ethereum. Јас верувам дека чека позитивна одлука за SEC од XRP, која што ќе ми биде последната на некој начин карта која што му е потребна да може да тргне против Ethereum. Иако јас не верувам дека тоа ќе се случи, тоа не го менува фактот дека треба да бидеме спремни ако тоа се случи, односно верувам дека првиот момент кога ако се случи тоа, пак ќе кажам, ако се дрзне судот да дозволи Ethereum, Ripple да изгуби во судскиот случај, тоа ќе биде последната карта која што му е потребна за да каже ете, имаме пресуда која што голем проект е прогласен за фактички хартија од вредност и дополнително POS според некоја негова луда идеја представува хартија од вредност, така да ќе може да тргне против Ethereum. Јас не верувам дека ќе се дрзнат во исто време да ги нападнат два од топ 10 криптопроекти, се додека нема барем повеќе на некој начин докази на негова страна, нели? Тоа они си замислуваат докази. Сега, ова е оно што постојано ја кажувам. Во Америка има така речено внатрешна војна помеѓу големи страни, во која што едните се про-крипто, другите се про-фед, да бидеме реални. Со тоа што нормално онаа страна про-фед е секогаш поголема, но како и да е, се уште има солидни джокери кои што моментално се обидуваат да работат на крипто страната, како што е CFTC. Значи, за разлика од SEC, која што е Комисија за хартија од вредност, CFTC представува регулаторното тело кое што ги значи нас не е битно, регулаторното тело кое што ги регулира ресурсите. Односно, било каков тип на размена и продажба на ресурси е директно регулирано преку CFTC. Сега, CFTC, канцеларот, за разлика од Жабоков, излезе и кажа исто како него дека Ethereum представува комодити, односно ресурс. Ако тоа се случи и ако CFTC успее да превземе контролата која што се обидува да превземе SEC, значи тоа е онаа војна помеѓу овие две комисии кои што се обидуваат моментално да превземат кој ќе биде одговорен за криптосекторот. Нас како криптосектор многу повеќе ни одговара да биде превземена од страна на CFTC, затоа што ако ние сме хартија од вредност, сите проекти треба да се пререгистрираат и на тој начин вие прво ќе имате целосна забрана на обичните смртници да купуваат и продаваат кога сакаат и што сакаат во однос на криптосекторот во територијата на Америка. За разлика од тоа, ако станува збор за ресурс, значи нема соодветен катастар каде што треба се тоа да се води, нема соодветно, не знам дали сте вие нели она што разговаравме, квалификуван инвеститор или не, на кој што повторно ќе ви се забрани да може да купувате ако нема да се одветен буџет. Така да моментално черменот на CFTC излезе и кажа дека Ethereum кој што значи не е само на ресурси, туку и на фьючерс, односно оние предвидување на цената кои што може да ги направите преку соодветни договори на пазарот, тоа се фьючерс, сега да не навлегуваме во детали. Значи моментално CFTC кажува дека и постојат такви ETF на Ethereum кои што се регистрирани во CFTC како фьючерс за Ethereum. Што значи дека веќе активно CFTC го регулира Ethereum и на тој начин смета дека тоа е доволно за да биде над SEC во однос на ова регулатива и ќе напоменам уште еднаш, јас активно се надевам дека CFTC ќе победи во оваа ситуација и верувам дека секој од вас треба тоа да го прави, затоа што ваквата победа на CFTC и превземање на криптосекторот од страна на оваа комисија ќе значи дека многу од оние негативни страни кои што треба да се случат, Жабоков кој што ги очекува, нема да се случат. Се надевам дека тоа ќе се случи, повеќе може да разгледате сами, но тоа е идејата која што моментално ја гледаме во поднебието на Америка. Значи, Америка моментално не знае и сама што прави со криптосекторот. Значи, нема поима што прави. Не може вие да регулирате без право. Значи, тоа е глупаво. Така, од друга страна, вие немате право за криптосекторов, а се чудите зошто има толку скемови, зошто има толку лоши проекти. Затоа што не постои регулатива. Направете регулативи и нема тоа да го има. А во исто време викате, има јасна регулатива. Која? Регулативот од 1945 година. Регулирате криптосектор со регулатива од 1945 година. Тоа е време во кое што постоело радио, немало ни телевизија. А вие регулирате, значи, напредна технологија, блокчейн, со закон од 1945 година. Тоа може само муриканците да го направат, никој друг. И очигледно целиот свет нема проблем со крипто, само муриканците сметаат дека крипто представува хартија од вредност. Ете, толку се ретардирани.
Како и да е, ова е поголема игра, они не се толку глупави колку што се прават, нив им одговара за тоа што ова на некој начин го ограничува напредокот и адаптацијата на криптосекторот, што нив им одговара, посебно поради, ќе се навратиме уште еднаш, FedNow. Затоа што нив не им одговара децентрализирана технологија да има голем удел во финансиите во Америка. Сега, Cardano моментално интегрира веќе интегрираше нов апгрейд, кој што искрено јас не знам како успеав да го пропуштам. Значи, ова е, јас колку што успеав да разберам, поврзано со проблемот кој што го има после оној Валентин апгрейд кој што го има. Се сеќавате, имаше еден мал пад на мрежата, по кој што сега моментално се работи како што треба, но тоа беше на некој начин верувам страф кој што го има, со тоа што направиле апгрейд на нодовите, верзијата на софтверот кој што го користат нодовите на Cardano, каде што овој апгрейд се нарекува Dynamic Peer-to-Peer, P2P Networking. Сега, нема да навлегувам во детали, затоа што јас не ги знам соодветно деталите. Идејата е моментално се надградени нодовите да имаат многу по-добар начин на да речам fail safe во случај да имаме повторен пад на мрежата. Дури и овдека се кажува дека нодовите со овој софтвер ќе имаат некоја минимална оперативност која што во ниту еден момент нема да престане. Верувам дека ова е поради стравот кој што се случи да дел од нодовите и пуловите престанаа да работат во моментот кога има застој на мрежата. Така да ова се случило само еднаш и мрежата не престана да работи, само дел од нодовите се ресетира. Така да верувам дека овој Dynamic Peer-to-Peer, нели, апгрейд на нодовите е доста позитивен, се што нели носи дополнителна заштита и дополнителна сигурност на мрежата, верувам дека е позитивно, не гледам причина зашто не би било. Така да повеќе може да се погледнете сами, ова е само моја информација дека ова се случува. Сега, една интересна работа која што не знам дали сум ви кажал во однос на airdrop. Значи, Arbitrum моментално прави ARB, знаете и сами, second layer солуцијата, прави airdrop на својот ARB governance токен, кој што моментално ќе биде 12,75 од моменталниот кап на токени кој што го има на пазарот, ќе биде даден на сите оние кои што досега држеле Arbitrum, со тоа што снапшотот за овој airdrop е направен уште на 6 февруари, така да проверете си, ако сте држеле Arbitrum на 6 февруари, голема веројатност дека на тој новчаник кај што сте го држеле, ќе добиете и ARB токени, со тоа што сакам да напоменам дека сите оние кои што не знаат, значи CoinMarketCap има coinmarketcal.com, што е уствари календар за airdropи, кој што не е лошо да го имате на вашиот браузер и од време на време да го проверувате, затоа што некогаш се случува за оние токени кои што ги имате да постои одреден airdrop кој што може да ве награди со одредени токени кои што доаѓаат буквално бесплатно најчесто. Сега само да не заборавиме, значи сите токени на Uniswap беа дадени буквално вака на airdrop на оние кои што поседуваа Ethereum, а замислете колку моментално вреди еден токен на Uniswap. Така да airdroповите некогаш се доста сериозни, има доста позитивен, да речем, ауткам на тоа што го имате, може да ви донесе многу плюс во портфолиото, така да ставете си го CoinMarketCal и исто така го користам овој airdrops.io, каде што го најдов Arbitrum airdropот, кој што ќе биде на 23 март. Ова се, значи може да погледнете, само отидете на airdrops.io, каде што ги имате сите поред, значи на некој начин ви ги дава најбитните, значи кои се најнови, кои се најбитни и кои се за холдери, односно практично ако имате одреден токен ќе добиете некоја награда. Така да овдека може да го погледнете, Arbitrum го најдов овде, еве го, и може да погледнете на истото деталите околу целиот airdrop, кои се условите кои што да ги исполните, како да го добиете, дали треба да се регистрирате или не итн. Значи јас не сум имал така да не знам, немам потреба нели ово да го гледам, како и да сакам да ви известам како се гледаат airdropи и како е најлесно да најдете информации за истите. Следна битна работа за која што ќе поразговараме е Hedera, која што замислите, значи ова е нешто прво што јас не верувам дека ќе го видам, патентирала recovery систем на во случај да сте изгубиле токени или да сте изгубиле клучеви на вашиот wallet, верували или не. Значи ваквата технологија ќе се нарекува DREC. Сега, зошто е тоа така? Значи ова уствари доаѓа од фразата децентрализирана recovery, децентрализиран recovery, како и да ова е враќање уствари. Каде што со ваквата технологија ќе има начин како токени кои што се ги пратиле на погрешна адреса или клучеви кои што сте ги изгубиле, да може да се ги вратите.
За жал, се уште не е кажано како. Значи се верува дека во текот на април, не, извинете, во текот на третата четвртина од 2023 година, оваа технологија ќе биде ослободена на пазарот, така да мораме да видиме кога тоа ќе се случи и како го направиле тоа, со тоа што патентот го поднеле во јануари 2022 година, а дури во декември последната година, декември 2022 година, овој патент им е признаен и моментално Hedera поседува ваков патент со кој што ќе може одредени блокчейн, сега во случајов не е блокчейн, туку е acyclic graph, така да ќе видиме како тоа функционира. Можеби ќе може да биде применето и на блокчейн технологијата, останува да видиме. Како и да, ова е многу битен дел од технологијата кој што ги плаши луѓето да имаат self custody на крипто, така да ова, ако успеат да го решат како проблем, ова е нешто што може многу да помогне на уште повеќе луѓе да одлучат да користат крипто. Uniswap моментално ја проширува својата мрежа и на BNB chainот. Знаете, сами Uniswap на почетокот беше уствари еден од проектите кој што се наоѓаше на лаунчпадот на BNB, односно на Binance. Ако сте погледнале, ако не, јас мислам дека веќе бев на Binance, да речем, во тоа време се премести во крака на Binance, кога тоа случуваше. Како и да е, моментално Uniswap се враќа и нели моментално го интегрира и BNB преку соодветен мост во кој што на BNB исто така ќе постои Uniswap за размена на токени, со тоа што за почеток, само да видам, беа само одреден број на токени, да видам дали беа запишени овде. За жал не можам да ги најдам, но идејата е дека нели нормално кога правите мости, кога започнувате менубачница на нов чейн, нормално не може веднаш да ги ставите сите токени, верувам дека ќе биде само лимитиран број на токени кои што ќе може да бидат купени на BNB мрежата. Имајте го тоа предвид, тоа е нешто интересно. Уште еднаш ќе напоменам, значи секој ваква соработка помеѓу големи проекти само прави што може по да речем безгранична да биде оваа сфера на крипто која што ни одговара. Сега за жал Helium има некои негативни вести, јас на вистина гледам позитивно на овој проект, мене многу ми се допаѓа идејата со која што работат истите, но моментално неговата да речем пренесување на целата технологија кон Solana, која што требаше до сега да биде завршена, а е одложена за април. Само да видам точно кога. Значи ќе го најдеме тој дел. Идејата моментално, она што го гледаме е дека Binance направил делист заедно со Binance US на Helium токенот, кој што моментално предизвика пад на истиот 23% во текот на претходната недела, што е на некој начин лоша вест, но за жал овдека не пишува која е причината поради која што HNT е делистнат од Binance и Binance US, но како и да е, верувам дека на некој начин дел од оваа цена ќе биде вратена кога конечно Helium на 18 април ќе биде интегриран на Solana блокчейнот како еден од поголемите проекти таму, каде што Solana треба да му овозможи подобро работење и побрзо работење на самиот HNT. Уште еднаш ќе напоменам, јас искрено мислам дека ова е грешка за HNT, значи дали сум во право или не останува да видиме, но како и да е така солиден проект да се префрли на мрежа која што е толку нестабилна, која што не знам колку пати паднала до сега, искрено мислам дека е грешка. Останува да видиме, како и да е, се надевам дека се ќе биде во ред, се надевам дека ќе се врати повторно на солидна основа самиот HNT. Значи верувам во овој проект искрено. Сега, интересна работа која што за крај би сакал да ја споделам со вас е моментално Виетнам е најголемиот корисник на криптовалути, каде што 16,6 милиони од целокупното население на Виетнам поседува криптовалути. Значи, тоа е огромен број, отприлика 17% од вкупното население на Виетнам поседува криптовалути, ќе ви кажам и зошто. Значи, јас сум бил во неколку градови во Виетнам и тоа сум бил цели 3 месеца, каде што во секој од тие градови прво белезите од американската демократија се уште таму, односно и економијата и каде паднале бомбите се уште стојат кратерите од американската демократија, со тоа што ова исто така предизвика и огромна инфлација во Виетнам, која што сум ја видел со своји очи. Значи, давате $20 и добивате во каф куп на пари. Значи, давате $20 и добивате милиони во нивната локална валута. Така да, поради оваа причина, јас гледам дека тоа е една од главната причина поради која што моментално имаме толку големо користење на криптовалути, затоа што на некој начин
ви дозволува да ја избегнете инфлацијата и да треба да се шетате со вреќа пари за да купите основни намирници. Можеме да го погледнеме тоа кај најголемите држачи на криптовалути, значи гледаме дека е секаде истото. Значи, еве, погледнете, на второ место е моментално Филипините, која што е една од најсиромашните земји на светот, а знаете дека нели филипинците се насекаде обидувајќи се да направат некој основен живот. Секој кој што патува знае дека нема каде не постојат филипинци, исто како што нема каде не постојат кинези. Така да и тоа е на некој начин гледате уште една причина поради која што гледам дека тоа е ситуацијата, зашто истите го имаат, со тоа што на Филипините на второ, со тоа што на следните, да речем најголеми се Нигерија, Индонезија, Аргентина, Бразил и Турција. Дел од овие земји имаат проблем со инфлација, како што е Турција и Аргентина, нормално е да користат блокчейн, односно крипто, која што нема толку голема инфлација, нема ни блиску до она која што имаат Аргентина и Турција, додека дел од останатите како Нигерија, Индонезија и Бразил имаат проблем со Нигерија посебно има проблем со домашната власт која што се обидува да ги натера да имаат своја CBDC, а не сака да користат. Значи сите сиромашни земји и оние земји кои што се во развој се многу по криптофрендли, што е очекувано, за разлика од напредните идиоти како нели Обединетото кралство или Обединетите американски држави, кои што се повеќе и повеќе на некој начин се скептични за оваа технологија, но не се секирајте, ќе си легнат на брашното, што викаат кај нас. Немате избор. Значи, обичните граѓани нема да ве прашаат дали вие сакате или не. Ако им забраните, они ќе се чуваат на, не знам, VPN, ќе си направат акаунт до Шведска и ќе се чуваат таму. Така да останува на вас да се правите паметни, но CryptoPan нема да може да биде реализиран. Тоа е се што имавме да кажеме околу вестите денес. Се надевам дека ви се допадна оваа материја. Ќе гледам утре да го направиме видеото за Monero конечно, за да можеме да поминеме на следните 4 токени кои што гласавте. Така да, како и секој што останете со нас, уште еднаш ќе напоменам, иако се ова тешки времиња, гледаме дека има непријатели на крипто од сите страни, тоа не го менува фактот дека и понатаму крипто се држи доста добро и колапсот на банките само покажува колку крипто е солуцијата. Така да, како и секогаш, доколку ви се допадна ова, може ќе го споделите со некој од оние кои што сакаат да научат малку повеќе за крипто секторот. Во спротивно ви благодариме за она што постојано гледате и за она што ни праќате постојано вести. За жал ја денеска нема време да ги погледам вестите кои што ми се пратени од вас, но во следните вести ќе гледам тоа да го направам. Одно сите пораки кои што ни беа пратени досега нема време да ги прочитам. Наскоро ќе го направам тоа со цел следните вести да бидат дел и од заедницата која што ни ги праќал. Така да ви благодарам, имајте добар ден и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гембито.